За само 15 дена од стапувањето на сила на одлуката неделата да биде неработен ден, се чини дека нејзините негативни рефлексии веќе ги чувствуваат и газдите, но и вработените, особено во трговската мрежа. Прилепчанка која била вработена во маркет на реномирана прилепска трговска компанија тврди дека газдата ја избркал од работа, односно не го продолжил договорот токму заради воведувањето на неработната недела. И ова срамотило ти е, значи за Нова година наместо ти да бидеш расположен си те работи, тој новогодишна честитка да си одиш дома. Не знам колку души се, ама имало 15 од магазино и сигурно 20 продавачки. А мене ме викна таму лично да ми кажел. Кажа, рече, неделата еве сега знаеш на работна, јас немам можности да плаќам луѓето. Вишок ми се јавува на луѓе и готово. И таа одлуката договорот и завршува и пријатно со здравје. Газдата на компанијата, пак Тони Тарунџиовски, демантира дека единствената причина за отказите била неработната недела и појаснува дека на одредени луѓе едноставно само им завршиле времените договори. Но признава дека тој како долгогодишен стопанственик кој вработува 250 луѓе воопшто не се согласува со тоа неделата да биде неработна. Прво имаме пат на прометот, второ, со ова неработна недела ќе изгубат исто и вработените, затоа што ние, например, им ја плаќаме таа недела, а ги почитуваме и тие 40 работни часа неделно, со 2 дена слободни, вели Тарунџиовски. Според него, овој закон бил добар само за економски развиените земји, а Македонија била далеку од тоа, дури и во собственото опкружување, каде неделата била работна. Во меѓувреме, Стопанската комора на Македонија поднесе иницијатива до Уставниот суд за оспорување на одлуката за неделата да биде неработен ден. Се оспоруваат одредби кои што се однесуваат на работното време, инспекцијскиот надзор и прекршочни санкции. Според подносителот, оспорените одредби биле во спротивност со слободата на пазарот и предприемништвото во Уставот, велат од Уставниот суд. Колку за подсетување, недела како неработен ден стапи на сила од 1 јануари годинава, а законските измени беа изгласани во собрание на 20 декември 2021 година. Законот предвидува дека недела е ден за одмор за 92% од работниците во земјава. Исклучок има за оние работни места каде не може да се прекине работниот процес, односно за околу 8% од работниците.